civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Прво сакам да ја поздравам оваа ваша конференција. Чест ми е што сум во ова друштво тука со луѓе кои толку многу напорно и посветено работат на демократизација на нашето општество и сега актуелно овој проблем и глобален, меѓутоа секогаш глобалните проблеми во нашиот општествен контекст се малку поголеми од вообичаено. За многу голем проблем зборуваме. Еве ти ја спомна медиумската писменост, колку е таа важна. Многу е важна, да се изразам вака, како декс катедра ме прозва како професорка. Јас веќе полно години се занимавам со оваа сфера, која што е потполно, како што ги кажа Филип, запоставена кај нас во конвенционалниот систем на образование. Не само во основно и во средно, туку и во високото образование, кое што треба да даде една интелектуална подлога на целиот овој концепт. Одсутна е, многу луѓе не знаат за што станува збор. Многу е потребна, јас овие денови сум навистина како човек премногу исплашена. И како граѓанин, и како професор, многу ме вознемируваат некои појави. Се прашувам јас во каков свет почнавме тоа да живееме, на што сме жртви ние. Се прашувам како во 21. век сега се соочуваме со една ваква пандемија, како се дозволи тоа да се случи. Дали може би во цела во оваа ситуација поставувам хипотетички прашања, има голема улога тие дезинформации, тие комуникации физички или било какви што се случува. Се спомнуваа некои авиони од Кина. Значи, сите тие работи почнуваат да не вознемируваат, колку и ние да сме имуни, нели? Во нашите семејства секој некој си го подава телефонот, кажува што чита, што гледа на некоја слика. И ние како луѓе што го работиме тоа, не сме имуни на сите овие дезинформации и треба многу знаење, многу свест, многу голема стрпливост да се консолидираме и да почнеме нели рационално да реагираме и да размислуваме. Како што кажав, тука кај нас проблемот е многу голем. Добивме еден крајно дезориентиран граѓанин, тоа го покажуваат овие драматични бројки во Македонија, што се случуваат. Значи, јас, например, работам со млади луѓе и тие дебати што ги водиме на часовите, навистина тие млади луѓе пред се конзументи на новите медиуми, некои од нив никогаш не гледаат телевизија. Тие млади луѓе со кои што јас секојдневно работам, чувствувам дека имаат голем проблем со перцепцијата на тоа што се случува во општеството. Ние, како што гледаме, многу истражувања и многу аларми покажуваат дека младите луѓе навечер се собираат по кафичи, не ги почитуваат мерките, баш консументите на новите медиуми. И сега зборуваме на некоја инфодемија, дезинформација и така натаму, и што да правиме со тоа, како да се справуваме, како институционално, дали постои начин за некако институционално да се справиме со оваа ситуација. Единствениот одговор е системски на најшироко општествено ниво, значи со јакнење на медиумска култура, со јакнење на таа медиумска писменост, со компетенции, со препознавање, но тој начин е најспор. И затоа сега од овие конзервативциве удираат највеќе тука. Дајте да ставиме закон, дајте да ставиме рамка. Ставот на западната демократија е јасен. Да не ги претвориме концептите, онака револуцијата ги јаде своите деца, самите концепти, значи отвореноста, да почне да се негира таа слобода која што ја понуди интернетот и новите медиуми, да почнат сами да се негираат, значи тоа не смееме да го дозволиме. Многу малку луѓе во Македонија не само медиумски неписмени, туку и правно се неписмени, не го познаваат медиумското право. Јас со години се борам за тоа на факултетот, не можам да се изборам ни предмет да имаме тако. Учествувам во работни групи за донесување на закони, зашто дисперзираната правна регулација, значи кога имаме добар закон за навреда, добар закон за клевет, добра регулација на говорот на омраза. Ние веќе е тоа некоја регулација која што е пожелна, разбирате? Но ние тоа тешко го правиме, каскаме, баш заради тоа што немаме луѓе да помогнат во целиот овој процес. Многу сум разочарана.
Пишувавме со невладиниот сектор документи, еве пред мене тука имам како подсетник што би кажала на оваа конференција, кои би биле моите препораки. Реков дека ова е медиумското право, фактички она што се случува сега на медиумите, таа дисперзирана правна регулација преку закон за клевета, за електронска трговија, за говор на омраза и така натаму, треба сето тоа добро да го спакуваме. По однос на тие прашања да ги исензитивизираме сите, дека можат да бидат казнети, дека треба да носат не само морална одговорност и обичајна, дека можат и некоја правна, ако некој клевети, лаже, навредува на интернет, а со тоа го загрозува, во овој случај, например, јавното здравје и така натаму. Понатаму ни требаат умни новинари, професионални новинари. Замислете во оваа ситуација да имаме новинари кои што цел живот работат здравство, например. Знаете колку се битни такви луѓе? Такви луѓе, затоа што тие влегуваат во фелата, се коректив на докторите, тие се блиски таму. Целата таа фела на некој начин почнува на едно друго ниво. Зашто велиме ние новинарите се седма власт, се коректив? Ние немаме такво професионално, немаме специализирани новинари. Во регионов, еве ако направиме анализа на содржина, ќе видиме има човек што цел живот филм работи, човек што цел живот. Ние освен Менче Точи немаме подмладок. Денеска известува за струја, утре за филм, задутре за култура. Јадро на умни, професионални новинари со интегритет, ама тоа е скапо се одржува и ви треба добар, здрав медиумски систем, медиум со интегритет кој што ќе ги плати тие луѓе, ќе ги поддржува во нивната специјалистичка работа. Тоа е познато како solution журнализам. Понатаму ни треба една добра саморегулација, ама саморегулацијата не е туку така. Таа е, например, тука може да допринесе таа кон правна несигурност ако читате теорија и дека треба да е поставена на некои основи. Понатаму професионалните здруженија тука кај новинарите треба да реагираат на соодветен начин, да отварат правни канцеларии и така натаму. Новинарите се заплашени кај нас често пати. Не, како да ви кажам, затоа што тие во овој случај, во оваа инфодемија, не се единствениот бастион. Зошто? Зашто треба да се свртиме кон столбот на јавно информирање, а тоа се новинарите. Ја цело време можеби сум досадна, тоа го повторувам, меѓутоа во еден етаблиран медиумски систем многу важен столб е тоа. Затоа што вие можете све да прочитате едно друго, меѓутоа на крај ќе пуштите некој традиционален, конвенционален медиум и таму знаете дека имате проверена информација. И тоа е исто така. Што се однесува до ова Филип што го зборуваше, еве Филип работат на вистиномери, ке ги линчуваа уште малку, нели ги имаше со слики, онака повик за линч заради вистиномер работат. Колку нас бенигно да не изгледа тој вистиномер. А меѓутоа многу им беше непријатно на таа група луѓе кога ги наредија со слики како мртовци таму и повик за линч. Тоа е многу една непријатна ситуација во едно вакво мало општество. Навистина може нешто да ви се случи. За жал и делото се агресивни луѓето. Гледате на кое ниво сме ние тука. Со каква агресија, со каква нетолеранција. Може би сега сме во некоја глобална криза, не сме само ние такви, меѓутоа јас себе зборувам за моето општество, каде што одблиску ги гледам работите. И навистина, како професор на факултет, мислам дека сум повикана да реагирам и имам право да сум вака нервозна и револтирана, така? Да. Што друго да кажам? Да не бидам онака by the book. Таа национална стратегија со години Бирото за образование ја спомнува, меѓутоа никако да ја направи. Да се воведе предмет децава да учат. Моево дете цел ден виси на телефон. На игри, немам никаков заштитен механизам, јас во школото не наоѓам сојузник, како да му помогнам на сопственото дете? Да го направам медиумско писмено, рационално да се однесува во школо да учат, сега им забраниле смарт телефони, им забраниле, не е тук, тоа не е решението. Они преку телефони треба да учат да доаѓаат до
соодветни извори на информации, како што се прави во скандинавскиве земји, да гледаат филмови, да учат преку тоа, на некој начин да имаат друг пристап кон новиот социјален амбиент, кон техниката и технологијата, да ја ползуваат на еден поедуциран начин. И ние ништо не правиме, толку пари се потрошија, проекти во тој, ајде луѓето од невладиниот сектор пишуваат, прават, ама веќе сега требали со демонстрации да ги решаваме овие работи. Ниедна влада до сега не донесе волја тоа да го направи, еве во се инволвира во некои мали лекциички таму, меѓутоа треба посебен предмет. Ние тука истуркавме што беше тоа, етика, религии, не знам што, а медиумска писменост немаме ни на дисперзиран начин, никако посебен предмет во училишта. И тоа е суштински е тоа, да го научите човекот како да се ориентира во тоа море на информации. Значи, со едно високо знаење, со вештини, значи и вештини ви се потребни, да се снајдете, да читате од повеќе извори, многу луѓе, едно нешто отвараат на телефончињата и таму читаат некој блог што им се свиѓа или портал и така натаму, воопшто не знаат таа техника и технологија да ја ползуваат. Значи, не е само критички однос кон она што го читате, тоа е за малку попаметните. Овие другите треба и да ги научите како да се снаоѓаат и тоа е затоа е поставено како доживотно учење, како една компетенција од 8-те кои што се поставени како нели долгорочно учење од страна на Европската унија. Имам уште многу да зборувам, не знам дали ќе се развие дискусија. Да, ќе се развие. Сакам да кажам, навистина ве поздравувам, постојано од сите страни колку што можеме да допринесеме проблемот повторно и повторно да го отвараме, за да можеме да почнеме да го решаваме системски на едно социолошко рамниште. Секам толку од мене, ако е потребно ќе се вклучам и понатаму. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.